Дали всушност најголемите губитници на овие претседателски локални избори се самите агенции кои вршат истражување на најавното мислење, бидејќи нивните анкети за изборите кои се случија пред 10 дена поприлично промашија целта. Господине Даскаловски, Љубе Бошковски ви порача да ги укинете, како рече самиот анкетарските кукички, бидејќи сте ги промашиле резултатите. Супер. Тој ќе биде првиот што ќе ни порача анкета нареден циклус. Кој е соодносот со ДСМ ВМРО на овие избори? За колку промашивте? Значи, прво ние не промашив. Не коментиравме партиски рейтинзи. Второ, соодносот... Не коментирате сами, рековте дека изминатите 6 месеци 2 анкети сте направиле. Добро, вие ако правите денес анкета за изборите во 2012, што ќе кажем? И што вие мислите дека тие политички процеси се менуваат на 3 месеци? Пребрзо е. Значи, ниедна нормална држава нема промена на политички процеси пократко од еден циклус од 2 до 4 години. И тоа го учите во теоријата. Вие да отворите агенција, чим ги знаете тие работи. Не, само велам дека е време да затворите. Пазарот ќе си каже. Има одредени анализи кои се прават. Сега вела дека ако Бранко Царенковски се појавеше нови избори, многу лесно можеше да ги освои. Со ваков состав на кандидати говорам. Можно, не знам. Не, дали имате некои анализи правено? За Бранко Царен не. Се намало ли рейтингот на власта? Паѓа ли власта побрзо од очекувањата? Од 480 падна на некои 310.000 на советнички листа, на градоначалнички некаде 380. Че во секој случај некои 100.000 гласови најмалку изгуби од пред 9 месеци. Можно да е тоа така, меѓутоа битни се резултатите. Значи, ВМРО ДПМН убедливо победи во поголемен број на општини. Господине Даскаловски, кој е поразен на овие избори? Кои се губитници на изборите пред 10 дена? Значи, евидентно е дека губитник на овие избори е СДСМ. Поради што? Па, поради малиот број на општини во кои што победија на градоначалнички избори, поразот на... Поред ланските избори, тие немаше да освојат ниту едно градоначалничко место. Значи, како ги земе ланските избори ко репер, ни Струмица немаше да освојат на Зоран Заев. Сега освоја 3 од 10 најголеми градови во Македонија. Добро, ако мислите дека 3 од 10 е успех, одлично. Сега сметам дека... Јас ве прашам, дебатирам на целата таа работа. Ако не сте научени да има дебата, ако сте научени сами да ги соопштувате ставовите, има колеги мои кои ќе ви постават прашање, ќе појдат, ќе сварат кафе, ќе се вратат, вие се уште ќе одговарате. Јас полемизирам. Значи, затоа ве прашам. ВМРО дали е победник апсолутен на изборите? Не, прашавте кој е изгубен на изборите. Јас ви велам, значи евидентно е дека еден од губитниците на избори е СДСМ. Кој се вторите? Понатаму, сите албански партии, односно сите партии што ги застапуваат албанците во Македонија, се на некој начин губитници. Излезноста беше минимална. Подобро ке нас беше излезноста. Ке македонците мала, дали тоа значи дека сите сме губитници? Со 40% гласови избран председател на државата, 42. Значи, ако ги ставиме на страна председателските избори, излезноста кај македонскиот дел на електоратот, кај етнички македонци, па и кај срби и кај власи, беше доста голема, околу 67%. Пак проценка пред или имате екзактни резултати? Зашто проценки да ги промашивте сите? Зависи кои проценки. Зависи кои проценки. Да. Добро, освен албанците, и СДСМ имали други губитници? Конкретно и меѓу албанскиот политички корпус може да се каже дека Дуи е губитник. Дали од резултатот на овие последни председателски локални избори може да се извлече одреден заклучок дека на некој начин е поразена таа политика на тврд став на Македонија кон Грција или сепак таа политика доживе потполна реафирмација на овие избори? Господине Даскаловски, дали на овие избори е поразена политиката на антикизација на Република Македонија? Дали на овие избори е поразена политиката на конфронтирање со Грција? И дали партиите кои нудеа на некој начин потврдо или помеко стојалиште за неопходно договарање околу тој проблем со името, може би групно извојува победа на овие избори? Па не би рекол така. Значи, што вие би рекле? И на минатите парламентарни избори, и новие председателски избори, односно локални, голем дел од темите беа врска со прашањето на името, ставот на Македонија, на македонците како етнос и така натаму, и де факто СДСМ е таа партија која што нудеше брзи опции, решенија за тој спор на името и алтернативни варијанти на нашето меѓународно име. Па не само СДСМ, и ДУИ, и ДП, со Мируше Хоџа, и Нана Ружин. Добро, во ред, меѓутоа... Па дури имал Салмани и Љубе Бошковски. Љубе Бошковски немаше тврда патриотска кампања од типот, не знам, ки ги колиме албанците, кој што беше некаде 2002 или 2004 со Љубеше Георгиевски. Сите тие веле дека патриотизмот треба да има нова форма, тоа да влеземе во НАТО и ЕУ. Што значи дека тој квантум на луѓе веројатно беа многу помеки во однос на решавање на проблемот со името. Во ред, ако така ги интерпретираме нивните позиции, меѓутоа нити Бошковски, нити Хоџа, нити Нано Ружи, нити Салмани директно не кажа
дека решението треба да се бара околу името Северна Македонија, како што го направи кандидатот на СДСМ. Не, СДСМ не рече Северна Македонија. Парчковски рече подобро име од тоа што го прифати ВМРО пред Букурешт, а тоа е Република Македонија во Заграда Скопје. Значи немаше од нивната страна збором од Тврчковски и Северна Македонија. Имаше, да, Немаше, не е дебата. Имаше се. Не е дебата. Да. Значи Северна Македонија беше трнато настрана, меѓутоа беше евидентно ке сите, освен ке Ѓорги Иванов и ке Никола Груевски, дека се скремни на компромис. Помеко или потврдо? Зависи како ги интерпретирате. Значи јас како што го сваќам дуелот меѓу двете најголеми партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, нивните кандидати, е дуел на тие кои што се, како да кажам, по-либерални во решавањето на тоа прашање, по-слободумни да речеме, тоа би биле СДСМ, и тие што се по-традиционално конзервативни ВМРО, ДПМН. И народот застана за ВМРО. Во И однос сега, на тоа прашање. и сега и 2008. Тоа значи дека таа политика се уште жива? Да, Ке може ли Македонија да живее со таква политика? ќе видиме.